За здрав и среќен живот, нели на сите ни е јасно дека како физичкото, така и психичкото здравје треба да бидат во еден совршен баланс и да имаме една одлична целина, но никогаш голем број предизвици во секојдневието и во животот воопшто знаат токму тој баланс да го нарушат и од тука и се разбира за сите оние фактори кои што влијаат особено во нарушување на менталното здравје. Со оглед на времето во кое што живееме и она со кое што се соочуваат и помладите, треба да се говори јасно и гласно, се разбира и да се апелира за тоа како и на кој начин може би треба да се справиме со тие предизвици и што е важно да го зачуваме нашето ментално здравје. Да бидеме во добро како физичко, така и психичко здравје и особено важно и во оваа нова 2026 година да зборуваме гласно на овие теми. Марија на лице место зборува за менталното здравје и важноста од барање помош и ова треба да се акцентира и се разбира особено ако споменеме кај мажите или кај младите момчиња, верувам во продолжение со психолог Фики Гаспар малку подетално за тоа. Марија, добро утро. Добро утро. Благодарам за најавата. Добро утро до вас. Ќе говориме на една важна тема за која што вреди да се зборува, именно кога станува збор за менталното здравје, се повеќе и повеќе се говори во јавноста и се отвара таа тема, но што кога станува збор за менталното здравје кај мажите? Може да се каже дека навистина се помалку се збори за менталното здравје во однос на мажите и некако се уште од тој аспект може да се каже дека е табу тема. Зошто се помалку се зборува за нивното ментално здравје и зошто мажите се оние кои што помалку се отвараат кога станува збор за нивните емоции? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин Фики Гаспар. Да му посакаме добро утро. Добро утро. Напоменав дека на некој начин табу тема е тоа, менталното здравје кај мажите. Зошто е тоа така и зошто мажите се помалку и помалку говорат за своите емоции? Така да, во право сте, значи табу тема, посебно кај мажеве, менталното здравје до пред некое време општо беше занемарено. Сега во последно време со истражувањата и новиот начин на живење се јасно е веќе дека е многу важна тема и многу важна состојба кај луѓето во каква ментална хигиена се, како име тоа психолошко здравје, но посебно кај мажите е занемарено затоа што од културолошки аспект најчесто од нив се очекува дека треба да биде тој посилен пол, тоа е нешто кое што се провлекува низ години наназад и од нив не се очекуваше, сега веќе во последно време свеста е позголемена, но порано не се очекуваше дека они треба да покажуваат емоции, дека не смеат да плачат, дека тие работи беа неприфатени, беа повеќе карактеристика за женскиот пол, со тоа што истражувањата покажуваат дека ние како луѓе, независно од полот, нема разлики според пол, тоа како ги перцепираме емоциите, како ги регулираме емоциите, идентично важно и кај мажите и кај жените е да исто бидат во добра ментална хигиена, поради тоа што нарушена ментална хигиена дава многу други состојби и физички состојби, физички болести кои што влијаат негативно, а да не збореме па и го опаѓаат квалитетот на животот, го прават човекот да потенцијално развие одредени психолошки, психички расстройства, така да во целост е многу важна тема и тоа што ние го гледаме во работа, во приватна пракса е дека мажеве потешко се отвараат баш ради тој аспект на некоја си за останато очекување од нив дека не треба да ги споделуваат работите или би кажале и дека не треба и да ги чувствуваат така работите и треба да бидат отпорни на тие психолошки состојби кои што секако знаеме веќе дека не е така. Значи поголемиот дел се така израснати на некој начин и тешко има да се одвикнат од тие навики. Како всушност, односно кои се оние сигурни знаци кои што укажуваат на тоа дека навистина едно машко лице има потреба од психолошка помош? Знаете како, најчесто тоа можат самите личности да го видат или средината околу нив може да го види. Најчесто се случува одредено повлекување од социјалниот живот, одредени промени во однос на расположение, опаѓање на функционалноста, дали од аспект на доколку се работи за помлада популација со студии или со учење или по повозрасната каде што не се толку ефикасни на работа, концентрацијата, фокусот знае да опадне, знаат да бидат по-иритабилни на животни настани, потешко да се справуваат со одредени
кризи кои што се појавуваат или предизвици во животот. И истражувањето покажуваат дека кога се работи со нарушена ментална хигиена, најчесто се гледа кога ќе почнат луѓето социјално да се отуѓуваат, кога ќе се повлечат. Тоа е веќе еден од најјасните знаци кои што можат и другите да го видат, затоа што кога на самиот старт кога се борат со нешто имаат одбранбени механизми кои што компензираат и не дозволуваат останатите кои што се малку подалечни или поточно ако личноста не е доволно комуницира и не се отвара за своите работи, може долго време да го прикрие тоа. И треба да знаеме дека од психолошки аспект постојат така наречени психолошки столбови кои што не држат нас. Тоа знаат да бидат значат многу често да бидат фамилија, кариера, хоби, пријатели кои што до некаде не одржуваат таа ментална хигиена и кај личноста кога се нарушени некои од тие психолошки столбови или би кажал повеќето, знаат да влијае доста на таа ментална хигиена и ако ние не превземем во тој момент одредени насоки кои што може да помогнат полека да ги изградиме и да се стабилизираме, веќе можеме да одиме кон баш нарушена ментална хигиена, потоа па кој што дава состојби и на расстройства, доста потешкоти. Пред самиот крај сакам да напоменем и за тоа како ние да помогнеме доколку во нашиот близок круг на семејство или пак пријатели имаме машки лица кои што не се отвараат, не ги искажуваат лесно емоциите. Како да придонесеме за тоа на некој начин да им направиме подобро? Тоа е доста интересно прашање. Што можеме ние да направиме од страна е да пробаме појасно да комуницираме и да им дадеме простор и слобода дека важно е да разговараат, важно е да се отворат, дека нема да бидат осудени, да им се додаде доволно безбеден простор да се искажат и врз основа на тоа, доколку почувствуваме дека има потреба да ги охрабриме да одат да поразговараат со професионалец, со психолог за своите размислување за потешкоти и да видиме доколку има одреден период кај што сме свесни дека поминуваат низ потешка некоја транзиција, дали на работа, дали загуба во семејството. Животот реално може многу потешкоти да пружи и што главно влијаат на психолошкото здравје. Значи, генерално можеме во тој правец ние, како во средината, зборам фамилија, пријатели кои што можеме да помогнеме, да бидеме поддршка во тој период, да се потрудиме да препознаеме, ако се работи за потежок период кај личноста, да не ги оптеретуваме со додатни работи кои што не се толку важни и споредни, туку да се фокусираме на тоа што е вистински битно кај нив. И секако доколку сите тие работи ги направиме и се уште чувствуваме дека работите не одат кон подобро или се влошуваат, тогаш дефинитивно да инсистираме и да поразговараат со професионално лице, во овој случај со психолог, па во одредени случаи со психијатар. И нешто што се покажува како функционално е кога поголема група од луѓето кои што се блиски за таа личност, главно тоа може да биде семејство или пријатели, кога ќе почувствуваат дека личноста поминува низ потежок период и не се движи во некој си добар правец на, да го кажеме така, опоравување, тогаш знаат да направат една заедничка група, еден заеднички разговор, да му дадат поддршка и да го насочат дека веќе сметаат дека треба да се превземе нешто и треба да се разговара, не треба работите веќе да бидат занемарани или потиснати. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да говориме на една ваква важна тема. Благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека беше добродојдена оваа тема утринава за сите наши гледачи од појакиот пол. Ете така да напоменам, се гледаме повторно за 1 час од сега со нова актуелна тема, интересна тема која што верувам дека ќе биде добродојдена најмногу за помладите генерации кои што можеби утринава се будат заедно со нас.